Невладиното здружение Мајка со представнички на местните заедници Билјановце, Пчиња, Табановце и населбата Перочичо на работен состанок во општина Куманово ги презентираа проблемите со кои се соочуваат во своите места на живење со цел локалната самоуправа да помогне во нивното решавање. Иницијативата е добре дојдена, иако општина Куманово изминатиот период ги детектираше проблемите и поголем дел од нив веќе се ставени во програмата на градоначалникот, вели Александар Крстевски од општина Куманово. Секоја местна заедница и село детектирале реални проблеми, почнувајќи 90% од тие проблеми се комунални, кои ние веќе ги знаеме и е стајана во програмата на градоначалникот, бидејќи претходно ние правевме една наша анализа за да видиме кај се реалните и да ги детектираме тие проблеми со кои може на најбрз временски период истце да ги отклониме. Тоа е патишта, сами знаете, канализација, вода, средување на училишта, средување на некои јавни површини, изградба на детски катчиња, изградба на спортски комплекси. Значи, во главно сите тие проблеми ние исто така сме ги детектирале, но е за поздрав, бидејќи жените сами се јавија и сами детектирале кај се проблемите. Ние во најкусок временски период ќе излеземе со едно известување, наисти да им објасниме кој и во колку временски период би можеле исти да ги реализираме. Исто така ги потикнуваме сите други местни заедници, сите жени кои сакаат да се активираат, да ни ги дадат реалните проблеми на кои градоначалникот заедно со Советот на општина Куманово и председателката на Совет ќе дојде до имплементација и реализација на истите. Еве денеска има можност директно, значи автентично да ги прикаже своите проблеми и потреби пред представниците на локалната самоуправа, односно општина Куманово, и да видат, односно да сознаат што општината планира за следниве години, што во нивните локални заедници ќе се работи. Мислам дека жените беа задоволни од оваа средба и ние како организација сме задоволни што еве општината е отворена, транспарентна за соработка и според нивните можности и нели оние средства со кои што ќе располагаат, ни ветија дека дел од оние проблеми што ги имаат овие жени ќе бидат прифатени и ставени во програмата и буџетот за 2022. Изградба на водоводна и канализациона мрежа во селата Пчиња и Табановце, воспоставување редовна автобуска линија од Куманово до Табановце и патна сигнализација е она што најмногу им недостига на жителите од повеќето местни заедници. Имаме, така да кажам, голем број на проблеми, сите се предложени, голем дел од нив веќе се почнати со реализација, останатиот дел добивме ветување во најскоро време дека ќе бидат решени. Проблемите во главном се од аспект на комунална дејност, значи немаме канализациона мрежа, автобуската линија или превозот што се одвива на релацијата Бановци-Куманово исто така е еден од големите, значи поголем од проблемите. Немаме добра струја, значи напонот на струјата не е во ред. Кој уште од проблемите е главен, мислам, го посочивме и патна сигнализација, значи да бидат обележани улиците со пешачки премини и лежачки полицајци. Најповеќе станува збор за местото каде што е училиштето. Инвестираше ли изминативе 4 години во Табановце? Па има нешто инвестирано, сега уште повеќе се почнува. Се надевам, како што кажа во иднина, дека тоа ќе продолжи со исто темпо. Детектирањето на проблемите и нивно представување пред локалните власти е една од активностите на невладиното здружение Мајка во рамките на проектите Жени гласноговорнички, вклучи се, побарај гласно и институционална поддршка на Мајка, активна за мое и твое добро.